Денеска значаен ден во Крива Паланка, иако на доста дожд граѓаните се овде собрани, заради тоа што имаме важни теми за кои што денеска ќе разговараме во Крива Паланка и во неколку населени места околу Крива Паланка. Но дозволете да дадам свој коментар за актуелните настани кои што овие денови се случуваат во Македонија. Државната изборна комисија е независната институција која што произлезе од договорот од Пржино и се надеваме дека ќе има доволно време да го заврши она што е најважно во моментот, а се насочени очите на јавноста кон неа, е прочистувањето на избирачкиот список. Хаосот кој што го видовме во избирачкиот список на вистина предизвикува огромна загриженост кај граѓаните и ја користам можноста да се заблагодарам на сите граѓани кои што ги пријавуваат сите сомнителни или така наречени неконзистентни случаеви кои што се пронајдени во самиот избирачки список. Она што преостанува и што зависи од политичарите и политичките партии е регулацијата на медиумите. Крајно време е да престанеме да изиграваме недораснати деца и да седнеме заедно сите да ги договориме чекорите системски решенија за регулацијата на медиумите. Да ги повикаме политичките партии, ја ве испраќам апел до Сдруженијата на новинари, ЗНМ, МАН, независниот синдикат на новинарите и сите здруженија кои што ги здружуваат медиумите и медиумските работници, да изнајдеме решение заради тоа што ова не е само обврска од договорот од Пржино. Ова е дел од проценките кои што меѓународната заедница ги соопшти за организирање на фер и демократски избори. Регулацијата на медиумите е и обврска од годишниот извештај од Европската унија, од која што зависат идните перспективи на Република Македонија. Без регулација на медиумите не може да има фер и демократски избори. Од тој аспект треба трезвено да седнеме и да направиме исчекор по оваа прашање. Државната изборна комисија по наши информации очекуваме овој викенд да ги соопшти податоците од споредбата на базите. Според наши информации очекуваме повеќе од 100.000 сомнителни или така наречени неконзистентни податоци од самите бази на податоци, кои што сами по себе покажуваат дека оваа власт не само што ги крадела парите на граѓаните, туку ги крадела и гласовите на граѓаните. Ги направила безвредни токму гласовите на нашиот граѓанин во Република Македонија. Од тука испраќаме порака да, како сериозни луѓе, ги дозавршиме овие процеси и ајде сите да се подготвиме на избори на 5 јуни, каде што граѓанинот ќе го има последниот глас и ќе биде комплетно изразена слободната волја на гласање на нашите граѓани. Денеска во Крива Паланка ќе зборуваме за проблемите на нашите граѓани токму од овде, од Крива Паланка. Повеќе од 500 семејства се загрижени, западнати во кредити без можност да ги вратат тие кредити и да ги платат своите обврски кои што ги имат како граѓани поради проблемот кој што се јави со Тораница. Тоа се повеќе од 450 семејства заради 450 вработени, многу семејства кои што работат во фирмите Коминтенти, кои што соработувале со Тораница. Апелираме да се стави на брза трака решението на проблемот со Тораница за да може да се вратат граѓаните на своите работни места. Сите решенија се ставени во опција. Ја охрабруваме владата да се изнајде брзо инвеститор, ако треба да учествува и со малцинско учество во новата капитализација на фирмата која што ќе може да ја рестартира Тораница, заради тоа што знаеме колку овој проблем е нешто сериозно кое што надвиснало над цел овој регион, над Крива Паланка и околните населени места. Ќе разговараме со младите, ќе разговараме за работните места, за перспективите, ќе разговараме со стечајците, со пензионерите, со земјоделците, со граѓаните од градот и од селото. Ќе разговараме како ќе ја димензионираме иднината на нашата заедничка Република Македонија. Повелете ако има прашање некој. Инфраструктурата е значаен дел од нашата програма која што во декември месец ја освоивме на Конгресот на партијата. Крива Паланка е еден од позначајните региони во Македонија. Секако гасификацијата е еден многу значаен проект кој што ќе предизвика огромни заштеди од енергетски трошоци кои што ги имаат граѓаните, но и ќе предизвика стимулација за нови инвестиции токму во овој регион. Комуналната инфраструктура, патиштата, водоводите, канализациите,
она што го тишти граѓанинот е нешто кое што мора да биде приоритет за сметка на сите споменици, музеи или други непродуктивни трошоци каде што одеа парите на граѓаните. Има Македонија капацитет, има и буџетот капацитет да се решаваат вистински конкретни проблеми кои што ги тиштат граѓаните на секој наш дел од Македонија, а секако и Крива Паланка. Сите знаете дека многу се факторите заради тешките состојби во кои што се наоѓа нашето општество и во кое што живеат граѓаните. Крива Паланка е еден од регионите кои што за жал масовно се празни. Младите заминуваат и во главниот град и по белиот свет, најмногу во Европа. Ова мораме да го спречиме. Не се само работните места, секако тие се најважни, но инфраструктурата, руралниот развој, урбаниот развој во градот се нешто кое што представува амбиент на живење и остава позитивен впечаток кај младите луѓе да планираат да создаваат своја иднина овде во своите домашни огништа. Благодарам.